Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Ако родителите не го напипаат тестисот во скротумот на своето бебе, тогаш веднаш треба да се јават на детски уролог или пак детски хирург за неспуштените тестиси од едната или пак двете страни кај бебето. Денеска зборуваме со доктор Наталија Цоклеска-Шунтов, специјалист хирург при Универзитетската клиника за детска хирургија во Скопје. Докторке, добар ден. Добре дојдовте во магазинот за родителство. Благодарам за поканата. Чест ми е да бидам ваш гостин денес. Кажете ми кога треба тестисот да се спушти во скротумот кај бебето? Дали тоа се случува уште за време на бременоста, кога бебето е во утробата на мајката, или пак веднаш после раѓањето? Кога треба да се спуштат скротумите на своето место? Да се спуштат тестисите во скротумите, односно да дојдат на своето место? Процесот на спуштање на тестисот започна уште за време на интраутериниот развој на бебето. Многу често се случува за време на раѓањето да не е тестисот комплетно спуштен, да некаде да заостанува на неговиот пат од стомакот, стомашната празнина, низ каналот до скротумот. Се случува на било кој ниво да имаме заостанување на спуштањето. Кај голем процент од децата процесот на спуштање комплетно се завршува по раѓањето. Очекуваме некаде до 3-месечна возраст процесот да биде комплетиран. 80% од вкупниот број на дечиња кои за време на раѓање имале неспуштен тестис, тој процес завршува за време до некаде третиот месец од постнаталниот период. А може ли да продолжи да се спушта тестисот и после 6-тиот месец? Да. И да речеме негде на кај 9 месеци од возраста на бебето да се заврши процесот? Секогаш кога имаме таков случај, го следиме редовно пациентот. Може да се случи. Најголем процент од случаите завршуваат со спуштањето до 3-тиот месец, но тој процес може да продолжи до 6-тиот, 9-тиот, до 1 година возраст, а веќе над 1 година возраст сме повнимателни и веќе размислуваме за некој дополнителен третман. На која возраст всушност се поставува диагноза неспуштен тестис врз основа на ова што ни го кажавте? Според претходните ставови, кои во последно време се малку модифицирани, ставот беше дека до 18 месечна возраст, ако не е спуштен тестисот, тоа е веќе индикација за оперативен третман. По новите критериуми кои се малку ревидирани, таа граница е спуштена према доле, што значи дека 12 месечна возраст веќе имаме диагнозата за неспуштен тестис и размислуваме за евентуален хируршки третман. Споменавте дека различни причини може да доведат до неспуштање на тестисот во скротумот. Кои се најчестите причини за тоа? Дали хормоните влијаат? Некоја механичка пречка може ли да се најде на патот? Така. Тие две причини што ги спомнавте се главните моменти во процесот на спуштање на тестисот. Хормонската теоријата да хормонски проблем во спуштањето на тестисот е главната која до денес зазема највисоко котира во процесот на откривање на состојбата. А додека механичка пречка, да, може да се случи, значи тоа е било како ткиво, фиброзна трака или било што кое се наоѓа на патот на тестисот, кој може да биде причина за тој да не може да продолжи во неговиот пат према скротумот. Доктор, ќе да им дадеме можност на гледачите денеска да се вклучат во магазинот за родителство 0+ месеци. Верувам дека ќе имаат доста прашања на темата на која што договориме. 3076 677 почитуване телефонскиот број на кој што можете да надобиете, да се вклучите во програма, да го поставите своето прашање и да добиете одговор, односно разрешување да дилемата со која што се соочени, а е поврзана со здравјето на вашето бебе кое се однесува на тестисите. Колкав дел од бебињата што се раѓаат кај нас имаат неспуштен тестис? Така, статистиката во нашата земја е околу идентична со светската статистика. Бројката кажува дека 3% од на време родените бебиња имаат неспуштен тестис, додека процентот на неспуштен тестис кај предвремено родените бебиња е драстично поголем, а тој изнесува околу 30%. Што не е мал процент? Да, тоа е многу висок процент, али од сите овие пациенти и предвремено родени и терминските бебиња, понатаму до 3-тиот месец очекуваме тој процент да се намали. Значи дел од тестисите ќе се спуштат, а дел ќе продолжат понатаму да бидат наши пациенти и дополнително да се третираат. А на каква опасност е изложен тестисот кој што не е спуштен во скротумот? Опасноста две главни причини се зошто инсистираме на брзо спуштање на тестисите во скроталната кеса.
Температурата во абдоминалната празнина, во стомачната празнина е телесна температура 36,5 степени, колку што е нормално на телото. Додека температурата во скротумот е за неколку целзиусови степени пониска. Целта зошто тестисот се спушта во скротумот е затоа што на него му треба пониска температура. Сперматогенезата, односно создавањето на клетките на сперматозоидите кои понатаму учествуваат во плодноста, се главни за репродукцијата, не може да се развиваат и во температура 36 степени. Значи им треба пониска температура. Тоа е причината зошто тестисот треба да биде доле. Така, значи може децата со неспуштен тестис да бидат неплодни? Да, апсолутно. Доколку двата тестиса не се спуштени, тогаш се соочуваат всушност с големен ризик од неплодност. А точно ли е дека тестисот што заостанува во спуштањето и кој што е локализиран повеќе кон стомакот во абдоменот, дека е изложен на зголемен ризик од појава на карцином по 30-та година од животот? Така, значи процентот на малигни заболувања кај децата со неспуштен тестис е драстично поголем во споредба со општата популација. Се смета дека некаде околу 4 до 8% е зголемен нивниот ризик за појава на малигна алтерација. Но не е само 30 годишна возраст, тоа немаме таква граница. Малигна болест кај децата може да се појави на било која возраст. Од најмалата возраст, па понатаму кај младите мажи и возрастните мажи. Пикот на малигните заболувања на тестисот е околу 20 до 35 години, каде што се случуваат околу 50% од вкупниот број на случаи со малигнитет. И значи сето тоа е во некаква корелација со ненавременото спуштање на тестисот во скротумот, поради што очигледно дека родителите треба да бидат исклучително внимателни и да ја следат состојбата кај нивното дете. А што е, докторке, со оваа состојба? Значи родителите имаат бебе кое што нема тестис во скротумот, но кога го бањат во топла вода, тестисот се спушта, се појавува. За каков проблем станува збор? Дали ова не е спуштен тестис? Тоа е состојба на мобилен тестис. Што значи дека тестисот се појавува, се движи низ каналот, слободно се повлекува и се спушта према доле. Состојбата кај овие дечиња може да биде да се развива во двете насоки. Може таа состојба да понатаму да прогредира кон вистински неспуштен тестис, кај што тестисот комплетно ќе се повлече и нема да се спушта, а може да прогредира и кон спуштање на тестисот во скротумот и понатаму да нема никаков проблем. Оваа состојба ги следиме овие пациенти со клинички преглед, со ехо преглед и ги закажуваме на редовни контроли и внимателно наблюдуваме во која насока ќе се развива состојбата. Затоа што кај нив не е индикацијата за операција така рано како кај правиот неспуштен тестис, да речеме 12 месеци или 18, дека имаме простор да почекаме. Во зависност како ќе се развива состојбата, па соодветно ќе делуваме. А како докторот проценува дали се работи за мигрирачки тестис или пак за неспуштен тестис? Кога бебето ќе биде донесено на преглед, дали е доволно само да се напипа празен скротум? Да, значи тоа клинички, имаме неколку клинички параметри врз кои одлучуваме за тоа. Клиничкиот преглед е доволен за да процениме дали се работи за прав неспуштен тестис или за мигрирачки или мобилен тестис. Понатаму, евентуално би закажале дополнително снимање, ехографија на тестисите, но тоа има други индикации. Ја проверува местоположбата на тестисот, каде точно се наоѓа, неговата големина, дали заостанува едниот тестис во однос на другиот, затоа што многу често е состојбата на неспуштениот тестис да биде помал успоредба со нормалниот, по волумен, по големината да биде намалена, затоа што тој тестис трпи трофички промени кога не е во неговата правилна позиција во скротумот. А се случува ли некогаш на прегледот да не можете да го најдете тестисот? Да. Се случува да не може клинички да се палпира, кажуваме, да се напипа тестисот. Тогаш правиме секако ехо преглед на тестисите, доколку не ехото се визуализира, со се види тестисот. Имаме доказ дека постои и интраоперативно за време на операцијата го наоѓаме и го спуштаме во скроталната кеса. Доколку и на ехо прегледот не се визуализира, што може да се случи кај мал процент од пациентите, тука имаме индикација за реализирање на магнетна резонанца. Да го барате тестисот низ телото каде? Не, магнетна резонанца. Значи снимање со магнетна резонанца на целиот тој дел на малата карлица, дисталниот дел од абдоменот, каде што очекуваме дека потенцијално би можел да се наоѓа. Магнетната резонанца не дава дефинитивна дијагноза дали има тестис и каде се наоѓа. Може да се случи да нема. Значи може воопшто да го нема? Може воопшто да нема. Што значи тоа, дека во текот на преминоста се случил некој проблем и тестисот не се развил воопшто? Да, може не се развил или воопшто не се создал.
Тоа е веќе ембриолошки развиток на детето, каде што не можеме да хируршки ништо да направиме. Едноставно го нема тестисот, но доколку другиот тестис е добар, доколку е на место во скроталната кеса и е морфолошки по структура уреден, тоа дете нема да има понатаму проблеми нити во репродуктивната функција, нити во општите машки карактеристики. Значи целиот репродуктивен потенцијал и хормонски тогаш ќе биде на едниот тестис. Во тој тестис што е спуштен во скротумот и што детето го има. Сосема задоволително, значи он не би имал проблеми понатаму нити со репродукција, нити со машки карактеристики. А доколку тестисот е некаде заглавен по патот, каде најчесто обично го наоѓате? Обично најчесто во инвиналниот канал, во препонскиот канал. Тоа е најчестата локализација, може да биде во дисталниот, крајниот, средниот или проксималниот дел на каналот, каде што за време на операцијата го наоѓаме и го спуштаме до скроталната кеса. Може ли, доколку се наоѓа во долниот дел на каналот, да се причека извесно време да се спушти само од себе тестисот? Така, тоа е состојбата на тие мобилните тестиси. Тие најчесто се локализирани во долниот дел на каналот и повремено се спуштаат, повремено се качуваат према каналот. А објаснето ли зошто тоа се случува? Зависно од тестисот има своји елементи. Елементите се состојат од вена, артерија и канал кој ја носи семената течност према проксимално. Доколку тие елементи имаат доволна должина, тестисот може слободно да се спушти према доле. Зошто се качува? Постои еден мускул, се вика кремастерен мускул, кој кај децата е многу развиен. Кога мускулот се контрахира, има активност, тестисот се дига према горе. Како поминува време, детето влегува во пубертет, функцијата на тој кремастерен мускул атрофира, викаме дека се намалува. Ако се намалува функцијата, тестисот се спушта према доле. Он исто така во пубертетот добива и волумен, ради развојот, хормонскиот развој, добива на волумен и поголема... Потоа би можел да се качи. Да, гравитацијата, подземната тежа има голема шанса да се спушти, да остане во скроталната кеса без интервенција. Кога на некое бебе, односно мало дете, ќе се постави диагноза неспуштен тестис, што советувате? Кога треба да се направи интервенција за спуштање на тестисот? До која возраст? До која? Значи, колку порано, толку подобро. Значи, тестисот, ако се наоѓа некаде на неговиот пат заглавен, трпи трофички промени. Така да веќе 12 месеци или 18 месеци за прав неспуштен тестис е времето кога препорачуваме да се оперира. Значи горна граница 12 до 18 месеци. Так, но тоа не е случај кај мобилните тестиси или мигрирачките, кај нив имаме простор да почекаме. Мораме клинички да одлучуваме. Секој случај е специфичен сам за себе и одлучуваме за секој поединечно. Но мора многу да внимаваме на горната граница. До кога би требало да се оперира? Затоа што имаме повеќе... Имате ли деца од 5-6 години што ќе дојдат кај вас? Да. На преглед имаат неспуштени тестиси? Родителите што чекаат? Да, има такви случаи, има и поголеми деца, 7-8 години. Да. Еве да искористам приликата да апелираме тоа да не се случува. Да обрнат внимание и родителите, матичните педиатри, да ги детектираме овие состојби што е можно порано, да ги третираме соодветно, затоа што кога еднаш ќе настанат промени на тестисот, тие се дефинитивни. Многу е мала можноста понатаму тоа да го некако поправиме. Така, споминавте и во однос на плодноста, но и во однос на развој на болести како што се карцином, затоа треба што понавремено да се интервенира. Но родителите се плашат мало бебе на операција за спуштање тестиси. Каква е операцијата? Тешка ли е? Операцијата е рутинска. Значи на нашата клиника. Но деликатна. И покрај тоа. Секоја операција си има своја тежина, своји ризици, тоа не е спорно, но неспуштен тестис, операцијата е рутинска на нашата клиника, значи ја изведуваме секојдневно секој од нас. Така да стравот треба да го победиме. Подобро да се направи интервенцијата навремено, за да имаме добри резултати понатаму во животот, да избегнеме проблеми и компликации, отколку да тоа го одложуваме. Потребна ли е некаква посебна подготовка пред операцијата? Тоа е стандардната рутинска предоперативна подготовка, подразбира анестезиолошки преглед, лабораториски анализи, преглед на детето во смисла дали е настинато, дали има некаква респираторна инфекција во моментот, затоа што тоа не е ризик за анестезија. Ако е тоа се во ред, интервенцијата трае, хоспитализацијата трае околу 1 ден, следниот ден детето си оди дома и со тоа завршува. Само 1 ден хоспитализација? Да, 1 ден е хоспитализацијата. За
Подетално за операцијата веднаш по вклучувањето на гледачот ќе му дадеме предност на неговото прашање. Добар ден и добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден. Повелете. Се слушаме, така? Да, ве слушаме во програма, одлично ве слушаме, повелете. Што сакате да прашате? Во врска со ова што го гледам сега на телевизија, ме интересира докторката да објасни дали тоа се дешава во врска со исхраната, со сите некои други проблеми, затоа што ние порано во село сме израстале, не имало никој ни да не советува, ни да ни укажува на некои грешки. Сега постојано те се јавуваат вакви проблеми, те онакви, тоа со тестиите, тоа не знам, ова. Така, вие сега се сомневате дека можеби стилот на живење би влиел на појавата на проблем со неспуштениот тестис. Докторке, можно ли е такво нешто, бидејќи, еве како што вели господинот, порано воопшто не се обрнувало внимание на овој проблем? Да. Нема... Што не значи дека го немало? Не, тоа е така, значи само помалку биле диагностицирани. Нема докажани факти, нема студии кои го потврдуваат тоа дека исхраната било како делува на неспуштениот тестис. Тоа е состојба која е детето едноставно се родило со тој проблем и понатаму треба да се третира. Секако дека зависи од хормонскиот статус, али не е поврзано со исхраната, не би можело никако да го поврзам со стилот на живот. Ајде сега да ни опишете операцијата. Што всушност правите за да го спуштите тестисот во скротумот? Така, резот се наоѓа на препонскиот канал. Резот е мал и естетски убаво изгледа, така. Од тој аспект не треба да имаат пречка родителите. Се пристапува до ингвиналниот канал, до препонскиот канал, се отвара истиот и некаде тој пат на нормалното спуштање на тестисот го наоѓаме некаде заглавен на неговиот пат. Се ослободува до околните структури, се препарира и се спушта до скроталната кеса. Понатаму се фиксира во скротумот и со тоа завршува интервенцијата. Оперувањето, споменавте, не трае предолго, еден ден по операцијата. Хоспиталниот престој, понатаму за околу 7-8 дена има конец, кој се вади после 7 до 8 дена. И препорачуваме родителите да внимаваат во смисла да нема некој доскок, трчање во тој период на опрвување, затоа што може да се случи да се откачи тестисот таму кај што сме го фиксирали, да се подигне пак према горе. Проблем е доколку детето носи пелена во однос на инфекции и слично? Не е проблем. Препорачуваме да не возат велосипед ради директната траума на тестисот. Тоа неколку месеци постоперативно. Пелените не представуваат проблем. Редовната хигиена, ги обучуваме мајките како тоа да го прават и не сме имале проблеми со тоа. Проблем при мокрење, такво нешто нема? Не. Значи, релативно лесно децата се опоравуваат по овој запад. А се случува ли некогаш тестисот кој што оперативно сте го спуштила, повторно да се врати во каналот? Во ретки случаи, како што споменав претходно, во случај да има некој скок, каде што би се откачил тестисот на местото каде што е фиксиран, или тоа може да се случи кај тешките форми на неспуштен тестис, каде што имаме еден комплексна операција, не е рутинска, малку е покомплексна, кога тестисот е сместен високо во стомачната празнина, каде што немаме доволно долги елементи, тоа што претходно спомнав, значи тестисот е врзан за елементи кои се спуштаат према доле. Ако тие немаат доволна должина, тука имаме проблем. Некогаш може да му следи втора операција на детето, али тоа е мал процент на случаи, не се рутинските операции тоа. Доколку двата тестиса не се спуштени, истовремено се интервенира? Не. Нашиот ставот на нашата клиника е дека се интервенира посебно. Никогаш двата ингвинални канали во исто време не се оперираат ради безбедносни причини. Се оперира едната страна, па после одреден број на месеци, во зависност по проценка, најмалку 6, се оперира и другата страна. Може ли се некакви компликации од овој оперативен запад? Многу малку, во склоп на рутинските оперативни компликации, во смисла на инфекција на рана, некои така побанални компликации што во секојдневната пракса не се случуваат. Теоретски се.
Имаме повторно гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам, се работи за 8 месечно бебче. Така. И има неспуштен тести. Добра. Ја пред неколку дена матичка ни предложи да направиме ехо и да го внесеме кој уролог. Добра. И тестисот беше пред... Се извинувам, не ве слушнавме добро. Тестисот каде бил лоциран? Пред канал. Да, пред канал. Да. Добра. Дали има шанси да се спусти сам? Дали има шанси да се спушти сам? Вашето бебе е 8,5 месечно. Ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Докторки, евентуално да немате некој подпрашање. Не, тоа. Добро, во ред. Схватив. Да, ехото ни верифицира дека се наоѓа пред. Да одговорам директно, да, има шанси спонтано да се спушти тој тестис, затоа што детето е 8 месеци. Имаме уште тој период кога може да почекаме. Но препорачувам да се обратат на преглед на нашата клиника од причина што да го потврдиме тоа и да го следиме, да го закажеме за редовни контроли, тоа е најдобриот начин за функционирање. Колку често се прават тие контроли, доколку тестисот се наоѓа ниско во каналот, бебето е релативно мало? Мало е, да. Тука би препорачала евентуално на 2 месеци контрола да се прави и да се следи тој прогресот, дали имаме напредок во процесот на спуштање. Во овој случај на 2 месеци контрола е сосема доволно. Колку често ги правите овие операции на Универзитетската клиника за детска хирургија? Секојдневно? Секојдневно, да, буквално секојдневно. Секој од нас, сите колеги, работиме рутинска операција. Има доста голем број на пациенти со оваа проблематика. Да. И обично на која возраст ги правите, докторки, операциите? Најчесто е таа возраст, година и пол, две, нешто поголеми, ако сме почекали евентуално мобилен тест да се спушти, па сме виделе дека не е добро, па интервенираме малку покасно. Али споменав и претходно, доста е голем процентот на пациенти што се над таа возраст. Од било која причина не се јавиле на време на преглед. Апелираме тоа да се коригира. Споменавте дека понекогаш хормоните се причина за неспуштањето на тестисот во скротумот, за неговото заостанување во спуштањето. Се споменува исто така и хормонска терапија за решавање на овој проблем. Кому советувате на своето дете да даде хормони, а кому веднаш да направи оперативен зафат? Обично хормонската терапија не ја препорачуваме ние како хирурзи. Има строги индикации каде таа може да се користи, тоа е во доменот на педиатрите и ендокринолози. Они се занимаваат со таа проблематика. Ние врз основа на клиничкиот преглед тешко можеме да процениме дали тој тестис не е спуштен заради некоја механичка пречка или ради хормонска причина. Ако е хормонска причината, има поента, има логика да се дава хормонска терапија, но ако има механичка пречка, ако давате хормонска терапија нема да постигнете ништо. Само ќе го изгубите времето кога би било идеално време за оперативно решавање на истиот. Во таа причина се повеќе сме насочени кон хирушки да се решава оваа состојба, се помалку кон хормонската терапија. А имате ли искуства со дечиња кои што земале хормонска терапија, па потоа дошле на клиниката за интервенција? Да, таму кај што хормонската терапија е дадена се покажала како неуспешна, они се понатаму наши пациенти и превземаме хирушки зафат за решавање на состојбата. А што говори вашето искуство? Има успешни приказни каде што тестисот се спушти со хормонска терапија? Има. Да. Тоа педиатрите го работат тој дел, али има нашиот став е се повеќе да ги оперативно решаваме. Така, оперативно да се реши, без земање на хормонска терапија. Некаде прочитав дека дури се комбинира хирушка интервенција со хормонска терапија. Претпоставам дека не се практикува тоа кај нас. Нема потреба за такво нешто. Ако операцијата поминала во најдобар ред, ако тестисот е на нормалната позиција, нема зошто да давате хормонска терапија. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Ќе зборуваме за уште неколку проблеми кои што се врзани со тестисот, но исто така и со оној проблем кај момчињата со неспуштената кожичка на пенисот, кога се создаваат најразлични инфекции. Како се решава тој проблем? Останете на Телма. Почитувани, продолжува магазинот за родителство 0+ месеци. Денеска имаме една тема која што е доста актуелна,
а тоа се неспуштените тестиси во детска возраст. Разговараме со доктор Наталија Цоклеска-Шунтов, специјалист хирург при Универзитетската клиника за детска хирургија во Скопје. Доктор, ке точно ли е дека операцијата за неспуштени тестиси е едно од најчестите во детската хирургија? Да, најчестите. Инвиналните херни и неспуштените тестиси се најчестите рутински интервенции на нашата клиника. Ке малите пациенти. Да. Ајде да проговориме за уште некои проблеми со тестисите кај малите деца. Доколку се јави болка и црвенило кај тестисот кај детето, дали родителите треба подитно да се јават на лекар? Да. И зошто? Да, токму така. Црвенилото ни покажува дека нешто се случува со тестисот. Може да бидат неколку опции кои доаѓаат во предвид во конкретната ситуација. Едната е инфекција на тестисот, втората е увртување на тестисот и третата е увртување на еден додаток кој се наоѓа на горниот дел на тестисот. Тие се трите опции. Да кажам, најлесна под наводници состојба е инфекцијата на тестисот, која се третира со антибиотска терапија и нема директно загрозување на виталноста на тестисот. Но доколку се појави состојба на торзија, тоа значи увртување на тестисот, да се уврти околу сопствената оска, тука имаме компромитација на васкуларизацијата, значи нема доволно крвоток во тестисот и тоа предизвикува трајни последици. Така. Во смисла на некроза на истиот. Инфаркт сушност на тестисот. Така е. Изумирање на ткивото. Изумирање на ткивото. Поради таа причина, родителите не може да знаат дали се работи за инфекција или се работи за торзија, ради тоа апелираме да се јават на хирург веднаш по забележување на симптомите. Така. А симптомите кои се? Покрај што има црвенило и болка? Болка и црвенило. Значи тоа се основните? Да. Многу е важно времето кога ќе се јават на преглед, затоа што ако се работи за торзија, увртување на тестисот, многу кратко е времето кога хируршки со операција може да го спасиме. Колку часа по почетокот на болките треба да се интервенира? 4 до 6 часа е времето. 4 до 6? Да, после тоа настануваат трајни и реверзибилни промени на ткивото на тестисот. Значи оперативната интервенција треба да биде во тој краток временски период. Да. Така, ова е убаво да го знаат сите родители на момчиња, а сега да го вклучиме следниот гледач во денешната емисија. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Се поздравувам и имам едно питање за докторката. Повелете. Моето внуче, двата тестиса не му се спуштаа. Едниот тестис воопште не се спушташе и е направена операција на време и тоа е решено. Така. Вториот тестис идеше горе, доле и на детска хирургија, колешка веројатно на докторката, ќе го следеме, гледаше го на ехо, па вака, па онака, и сето тоа траеше додека не напуни 9 години и кога мојот син реши потребно ми и второ мислење. Отиде у ремедика и му рекова потребна е, вика, да се направи операција. И се направи операција. Питањето ми е, дали е закаснето и дали може би има последици да се појави у касните години ова лоша болест? Или што треба да направиме, како да следиме, треба ли ехо да се прави редовно? Така, што понатаму? Ајде, еден совет. Така, ви благодарам за вклучувањето и еден загрижен дедо за своето внуча. Така. Мигрирачките тестиси може да мигрираат и до 9 години, до 10? Не очекуваме, ако состојбата е хируршки решена и на едниот тестис и на другиот, не очекуваме компликации во понатамошниот тек на животот. Во врска со дали тестисот претрпел некои промени, тоа се верифицира со ехо прегледот. Ако на ехо прегледот големината на тестисот е добра, значи не стравуваме од пореметување на неговата функција. Така да ако тестисот мигрирал, бил повремено доле, повремено горе, не бил цело време горе, очекуваме дека нема да има проблеми во понатамошниот тек на животот. За прашањето дали треба редовно да се контролира, ако хирургот што оперирал не предложил некоја контрола или понатамошно следење, веројатно се работи за успешна интервенција што нема потреба од понатамошно следење. Не очекуваме компликации. Така. А што со тестисот што е опериран, а бил заглавен горе? Дали во тој случај треба контроли понатаму во животот? Доколку подолго време не бил спуштен тестисот, бил заглавен
Во една таква ситуација потребни ли се редовни контроли? Ако оперативната интервенција е направена на време и е направена како што треба, не очекуваме компликации понатаму. Но доколку е задоцнато? Доколку е задоцнато, во моментот на операција, непоследно предоперативно, имаме ехонаут кој не насочува дали тој тести се помал од спротивната страна, дали претрпел промени. Ако е помал волуминозно по споредба со другиот, препорачуваме понатаму некои контроли во смисла на следење на неговиот развој. Дали ќе продолжи да се развива или ќе остане на таа големина. Следењето е со ехо прегледи секако. Така, со ехо прегледи. До сега зборувавме за тестисите, сега ќе се префрлиме на еден друг исто така релативно чест проблем кај бебињата, кај машките бебиња, а тоа е неспуштената кожичка на пенисот. Так. Се нарекува фимоза. Да, значи Што е тоа точно? Фимоза значи кога имаме промена на кожичката на пенисот, која не дозволува она да се спушти према доле. Нормално кожичката треба да биде еластична и да поминува преку главата на пенисот, се спушта према доле и да се враќа назад. Доколку се случи од било каква причина да не се отвара, има проблем при отварањето, тоа е состојба наречена фимоза. Тука имаме состојба каде што децата се раѓаат со фимоза. Тоа се вика физиолошка фимоза, односно нормална фимоза. Има причина зашто е тоа така. Значи, кожичката штити главата на пенисот од корозивното дејство на урината. Урината има растворени соли кои штетно делуваат на нежната слузница на глансот на пенисот. Кога кожата е залепена, тоа го рачунаме за нормално. Доколку отворот на уретрата, на мокрачниот канал се гледа, се визуализира детето мокри без проблеми, без потешкоти, нема инфекции, значи тука немаме причина за нешто форсирано да ја спуштаме кожичката према доле. Таа состојба треба да се одвива, процесот на спуштање треба да се одвива постепено и ненасилно. Значи на секое бањање кожичката се отвара, се прави локална тоалета, хигиена и се затвора. Некогаш може повеќе да се отвори, некогаш помалку, во зависност од детето. Нема строго правило за тоа. Но апелираме тоа да не се прави кај малите бебиња. Може слободно на... Што значи тоа кај мали бебиња? На која возраст всушност треба да почнат родителите да ја симнуваат кожичката? Значи треба да се направи тоалета, но кожата да не се влече. Аха, добро. Значи тоа е нормална фимоза. Бидејќи многу се прави ги тоа. отвараат, се прави тоа. Урината се задржува внатре, се создава црвенило, па смета дека што порано го направа тоа, толку подобро. Не, апсолутно не. Значи може да се случи да има инфекција, али тоаш ние би го направиле тоа. Значи ние треба да отвориме кожата, ако има инфекција да дадеме соодветна терапија. Но доколку нема проблеми, не треба да се отвара, затоа што со тоа правиме штета. Самата манипулација на влечење на кожата може да се направат едни микроранички. Ви викаме фисури, пукнатини, кои понатаму зараснуваат со лузна. Секое лузнесто ткиво е цврсто фиброзно ткиво, кој всушност е причина за правата фимоза, која понатаму се решува исклучиво оперативно со интервенција циркумцизија или народно кажано сунет. Така да не препорачуваме доколку нема проблем. Колку има проблем во смисла на инфекција, црвенило или било каква причина, тогаш доаѓаат кај нас и ние одлучуваме кога да се направи дилатацијата, односно ширењето на кожичката. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат да се вклучат во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Оче работи за внук. Има 5 години. Така? И кожичката никако не може да се спушти. Батичниот рече дека би требало да се оперира. До сега нема инфекција никаква. Добро. Нема проблеми, ама во многу малце се спуша кожичката. Дали, бидејќи многу е алергичен на многу работи, родителите се плашат од анестезија, предпоставувам. Од анестезијата, така. Се плашат и што да правим? Така, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Доктор, ќе да го вклучим и следниот гледач да не чека, па потоа ќе одговорите последователно на прашањата. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Едно прашање за тестисите. Детето ми беше годинка правена операција и на таа операција едното тестише беше пред кесенцето правено. После 2 години го правиме на другото.
И едниот тестис сме помал, едниот по-голем. Има ли некој проблем? Така, добро, ќе добиете одговори на ова прашање. Ви благодарам за вклучувањето во емисијата. Повелете, доктор. Односно првото прашање за детето од 5 годишна возраст, веќе на 5 годишна возраст треба кожичката да се отвора. Не значи дека секоја фимоза е индикација за операција. Тоа го одлучуваме за време на клиничкиот преглед. Може да биде кожата само залепена на гласот, а да нема фиброзен прстен кој го попречува истото. Тогаш со мала интервенција амбулантска само ја отвараме кожата и нема никакви проблеми понатаму. Но доколку има фиброзен прстен, тогаш подлежи на хируршка интервенција. А за гледачот препорачуваме да се обрати до нашата амбуланта за преглед. Спомена повеќе алергии од кои стравуваат. Значи, ако има можност за амбулантски тоа да се реши без никаква анестезија, тоа го правиме. Но доколку има потреба тоа да биде оперативно, имаме начини како тоа го правиме. Значи, посебни алерготестови на сите наши лекови кои го користиме, и анестетици, и аналгетици. Се прави алерготест на се прави проценка, нашите анестезиолози тој дел го водат, така да нема потреба од стравување. Имале многу голем број на пациенти со најразлични проблеми, алергии на повеќе работи кои ги третираме соодветно и нема проблеми. А во однос на гледачката која што се јави? Така. Ако добро разбрав, значи двата тестиси се оперирани и двата се во скротална кеса, од кој едниот е поголем, другиот е помал. Ако двата се спуштени доле, а се разликуваат по големината, тука хируршки не може ништо да се направи. Значи таа големина, ние не делуваме врз големината и волуминот на тестисот. Ако се спуштени доле, тоа е состојбата, само следење и не треба потребни се некакви посебни контроли? Евентуално е следење по дехо, дали заостанува едниот тестис во однос на другиот, колкава е таа разлика меѓу нив и дали напредува. Како поменуваат годините, дали останува фиксен на таа големина или имаме напредок, тоа е многу важно. При рачното спуштање на кожичката на пенисот кај бебето, може ли да се случи таа да се заглави позади главчето? Да, тоа е итна состојба која се вика парафимоза. Медицински. Значи, во тој случај препорачуваме веднаш да се обратат на доктор. Затоа што кога кожата ќе се заглави преку главата на пенисот, го обструира, буквално го стеснува протокот на крв. Значи, главата не прима доволно циркулација и таа состојба може да заврши многу лошо. Заради таа причина во моментот кога ќе се случи тоа, треба веднаш да побараат помош. Не треба да чекаат, а само од себе нема да помине. Имаме посебен маневар, манипулација која правиме за да се врати. Да се врати. Имаме уште еден гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ако може едно прашање за докторката. Секако. Детинцето моментално е 2 години, меѓутоа при раѓање имаше водени килца на тестисите. Кога бивме на контрола, се почека некое време или да се види што ќе се случи. На следната контрола килцата се повлекува водените, но тестисите повеќе ги немаше во кесичките. Значи, прво постоја во кесичките, а со повлекувањето на водените килца како да ги повлекуваат тестисите нагоре. Така. Тоа што беше воспоставена диагноза на едниот тестис дека е заглавен, другиот дека се уште има можност за мобилност. На второ мислење, пак ни дава диагноза дека двата се мобилни, затоа што мене ми остана нејасно дали кога тој ако може да се спушти, ако се врати, станува збор за мобилен тестис. Бидејќи јас на секое бањање не му ги гледам тестисите во кесичките, можам да му ги спуштам кога ќе го легнам, ако ги најдам, меѓутоа тие после повторно се повлекуваат. Дали може да ми дадете вие мислење, кој е некој временски период кој што може да се чека во ваков случај за мобилни тестиси или дали веќе би имало индикација за оперативен зав? Ви благодарам за вклучувањето во денешниот магазин за родителство. Повелете, доктор. Доколку мајката може да ги напипа тестисите, тоа значи дека они повремено се наоѓаат во скроталната кеса, повремено се повлекуваат во каналот. Детето на 2 годишна возраст со оваа состојба не треба да се брза. Ако тестисите се мобилни и повремено се доле во скротумот, има простор да се почека. Тоа значи редовни контроли на нашата клиника, би ги правиле на 2 месеци контролите и да ја следиме состојбата. Дали поголем дел од времето се наоѓаат во скроталната кеса или поголем дел од времето се во ингвиналниот канал. Врз основа на тоа ја правиме проценката и одлучуваме за каков тек ќе се одвива состојбата. Така да спомена мајката дека има 2 мислења,
не е ништо закаснато, на 2 годишна возраст мобилни тестиси може да се почека да се следи состојбата. Ајде сега уште неколку прашања во однос на фимозата. Дали се смета за проблем доколку детето е се уште во пелени? Не. Значи, само откако ќе се тргнат пелените, од тој момент, да речеме, некои деца се до 3 години во пелени. Така, значи до 3 години немаме индикација за да отвараме кожичката ако нема проблем во смисла на инфекција. Ако уринирањето е нормално, без тегоби, до 3 години нема потреба да се отвара кожата. После таа возраст, после одвикнување од пелените, постепено се повлекува кожата, за време на бањањето она станува помека, поеластично и тоа е најпогодното време кога треба мајката да проба, родителот да проба да го повлече. Обично децата не даваат, плачат, се противат. Обично се вознемирени, тоа е нормално очекувана реакција, али за тоа апелираме тоа да не биде форсирано, да не биде насилно. Ако со детето веќе на 3 години може да направите договор, да покажете дека тоа не е болно и како ќе поминува време, некогаш децата сами го прават тоа. Значи тоа е многу важно, пристапот да не биде агресивен, да не биде насилно и понатаму ќе се решава само од себе. Кај одреден процент секако нема да биде успешно, треба да го направиме ние тоа. Го правиме амбулантски во локална анестезија. Значи во локална анестезија се прави? Да, се става аналгетски гел е тоа, кога се прави дилатација, односно ширење на кожичката и одлепување од главата. Колку брзо закрепнуваат децата по овој запад? Имат ли проблем со мокрење, пецкање, пржење по тоа? На денот на манипулација имаат, очекувано е тоа, да имаат при мокрење некоја нелагодност, али тоа е само најмногу 24 часа. Некој аналгетски сируп и со тоа се решава состојбата. Немаат некои посериозни тегоби. До почетокот на пубертетот, колкав дел од децата имаат ваков проблем? До почеток на пубертетот тоа треба да биде дефинитивно решено. Да некаде околу 5 годишна возраст, 6 годишна максимум, веќе треба да биде тоа решено. 3 години веќе интервенираме. Али да кажеме некој максимум да биде таа возраст. Пред пубертетот тоа дефинитивно треба да биде средено. Сепак доаѓаат деца на поголема возраст со нерешен проблем? Обично не. Кога доаѓаат поголеми дечиња со таков проблем, тоа е вистинска фимоза која бара оперативен третман. Нема ваков проблем во смисла да треба да одлепиме кожичката, но за циркумцизија, односно за оперативен третман, да, имаме пациенти. Тоа е веќе посложено, претпоставувам. Тоа е интервенцијата е циркумцизија или сунет народно кажано, каде што се отстранува тој стеснетиот дел од кожичката и понатаму нема никакви проблеми во функционирањето. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци, на вистина корисни насоки за сите родители кои што имаат бебе, односно мало дете со ваков проблем, со неспуштен тестис или пак со фимоза. Појаснивте дека всушност процедурите со кои што се решава овој проблем се рутински и нема потреба за некоја посебна загриженост. Важно е навремено да се јават кај детски хирург за да се санира оваа состојба и да не остави трајни последици. Благодарам за поканата, ми беше чест. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Доктор Наталија Цоклеска-Шунтов, специјалист хирург при Универзитетската клиника за детска хирургија во Скопје, беше нашата денешна гостинка. Ви благодарам за вниманието со кое што не следавте и денеска и гледајте не секој понеделник во 0+ месеци кога заедно учиме за здравјето на нашите најмили. До гледање.